Седа дека овие ќе тука. Знае дека не штитите. Ќе можеш сам да се снајдеш? Не можам. Нема да може. Ајде, погледни го, види каков е. Мајко, и ние тука ќе бидеме. Сигурно ќе се снајде за 2 минути. Смртта колку трае, синко? Слушај, мајко. Не сакам да живеам вака. А ако треба да умрам, убаво е да умрам. Не треба да се плашиме. Зар бељата си ја барате и ја повикувате, а? Не ја будете змијата која игра на свирка. Ако се тргнете од тука, ќе си го земам синот и ќе си заминам од овде. Не реков такво нешто, мајко. Дечкиве ќе бидат тука. Ајде, дај ни од твојот убав ајран. Умревме од жет. Немој да ја слушаш, мајке ми. Молчи, Хамет. Може да стави отров во ајранот и сите да не убие. Само за да изживее синот. Сигурно е во странство. И никој ќе го најдев нам тука. Алпер, ја знаеме работата сите. Кај се видело разузнавачка служба да не може човек да најде? Работите се променија, да знаеш. Нема пазарење веќе. Каде што ќе го видиме, веднаш ќе го фатиме. Човекот меѓу нас пораснал. Знае што треба да се направи. Дозволи 3 месеца нека се крие. Знаеш дека братот му вети на Абдул Јашар. Мора да го добие Ќашиф Оглу. Секогаш кога ќе му плеснат у фаца дека го нема Ќашиф Оглу, многу се нервира. Јашар ага не успеа да ја заштити керка си. Нека се погрижи за синот. Мешаните во оваа работа ќе бидат казнети по заслуга. Брат, не кажува кој е. Нека влезе внатре. Пак ќе излезе некој кој тврди дека е пријател на татко ми. Брате, зашто не каже кој си? Повели? Порано беше важно кој сме и што сме ние. За сега важно ли е? На сите важни луѓе крст им се става. Државата е многу неблагодарна и самиот го виде тоа. Знаеш што му направи на татко ми? По право си испаднавме неблагодарни кон вас. Да кажем и состанок со татко ти. Треба да поразговараме. Брате, зари ти не веруваш дека татко ми е починат? Знам дека Каран е жив. Не е вистина, брате. Татко ми умре. Поздрави го татко ти од мене. И јас ќе умрам како него еден ден. Но подобро ќе биде да се видиме пред да умрам. Треба да му кажам нешто. Не знам каде му е гробот за да му ги пренесам работија, брате. Мило ми е што е мртов и што не гледа до кој степен стигнала државата. Каде се колумните, бе? И секо. Стави еден чај. Нема чај. И чајот ли го исече? И чајот го исе. Оди си од тука пред да ти сечам и тебе.
Да, господине. Што правиш тука? Вие што правите, господице обвинителке? Ние земам изјава. Пријателе, излези малку надвор. И ти излези, Ајшен. Со кое право им земаш изјави и им влиеш врз истите? Лила, и двајцата знаеме дека господинот Ерсој не се самоуби, туку го убија. Имаш докази, пријателе? Лично го видов тоа. Оди наочно тогаш. Бога ми си ослепил. Припази на зборовите. Знаеме што си видел. Си ги видел Полат и Мемати кои сакале да го спасат човекот да не падне. Го мразеа тој човек. Зошто би дозволиле толку лесно да умре? Каде се видео снимките? Наместо да ме испрашуваш, најди ги видеозаписите. Ти си обвинител. Греото е полицајците да ги тераш да даваат изјави против Полат и Мемати. Тргни ја маската, стани адвокат и брани си ги своите клиенти. Извади ја наметката што ја имаш. Земаш присилни изјави. Заради љубомората кон Полат си ја прегазуваш наметката ти. Јас на никому не сум љубоморен. Тогаш викни ги Полат и Мемати и земи им изјави. Лесно е да се земе изјава. Прво нека размислат натре. Како и да е, тие ќе дадат изјава. Нареди да бидат приведени, така? Лила, те молам, дај ми 2 минутки да довршам со работава и веднаш ќе дојдам. Ја истражуваш наредбата за приведување на Полат. Не, душо, моментално работам на нешто друго. Што ќе одлучиш за тој случај? Лила, може некој друг да ми го постави истото прашање? Не може. Јас те прашувам. Зар немаш доверба во моите одлуки? Ти си единствената личност во која имам доверба. Ти верувам како човек, а и како судија. Ама Фери заради мене го преиначува случајот. Зар до толку сум неука како да не знам? Не си. Кога слушнав се изнервирав. Му се изнавикав на Ферит. И потоа дојдов тука кај тебе. Погрешно си постапила. Ако сакаш приватниот и деловниот живот да ги мешаш, Каков приватен живот? Запознаена сум со темата. Секој би изреагирал така, нели? слободно викај лути се на сите. Но кога се работи за Полат, никој не ги толкува така работите. Доволно ме познаваш ти, нели? Знаеш дека ти гарантирам за Полат. Ова се должи на лутината кон Ферит или на љубовта кон Полат? Да, заљубена сум во Полат. Еднаш се заљубив и нема да дозволам да влезе во затвор, нели? Оф, леле, конечно призна. Добра судика сум, те натерав да признаеш. Ако веруваш во секоја лага, за џабе си учела толку, душо. Алтер лаже ли викаш? Во разузнавачката служба нема лажење, брате. Заедно јадеш, заедно пиеш и ја криеш вистината. Знаеш дека не ме бива за разузнавачки работи. И мислиш дека си правилен? Ти ми викаш дека лажам, а? Брате, од тебе кој друг може подобро да чува тајна? Добро дојде, брат. Добро ве најдов. Добре дојде. Рада? Се заколнавме, мати. Додека не го убијам Фелер, нема да скрам. Ти личи, брате. Брат, нека оди некој со нив. На Фелер не треба да му веруваме. Ако треба и ќе му пукаме во глава. Ама ти знаеш, не сакам рисици. Брат, ако не ја врати керка ти, а? Ја даде.
Дома ќе пројдеме, брате. Е, Фелер, бро. Што стана со Ќашифоглу? Тој случај е кај Абдулхеј, брат. Го нема, брате. Но реков на Хамид да ги тргнеме дечките, ама и овој и мајка му не дозволуваат. Ќашифоглу е стар волк. Без да се напие водичка не излегува надвор. А кај да го бараме, брат? Сите на различно место. Ти кажав дека ќе те спасам, нели? Никогаш не загубив надежда. Господине, Пола Талендер е тука. Фелер, каде е? Тука сум, Пола Талендер. Зар помисли дека ќе те убијам без да ја земам керката? И јас пак мислев дека сме пријатели веќе. Смртта не смее да биде меѓу пријателите. Пријателите не се лажат. Одржав ветувањето. Сега тебе ти е редот. Врати ми ја керката. Керка ти е во Истанбул. Кајде многу треба сем пријател. Но моите пријатели соодветно ќе те известат за се. А кога ќе ја пушташ керка ти, те молам пак не ја изамена. Пријатели, ви благодарам многу. Сите сме уборни веќе. Утре ќе ја средиме куќата. Ќе ја одведам јас во кревет. Ако се разбуди, кажи и приказка. Е, во ред. Ајде, душ. Господине, А? знам, за ова да се зборува е доцна, ама